Поддршката за левица секојдневно расте и тоа е во насока на природниот след дека луѓето си бараат природно трета опција. Позициите наши во поглед на предизборниот период се јасни, левица оди сама на избори. Постизборно би коалицирале само со партија или мандатар кој ќе го поништи Преспанскиот договор и тоа се нашите црвени линии. Не се најде некој што би го поништил тоа. Тогаш не би коалицирале со никој, би биле парламентарна опозиција. Е договорена таа пржински формат на влада, што според мене е грешка зашто ДПМН се нафати на таков формат. Требаше да се оди веднаш после дебаклот на овие недобивање датум за почеток на преговори, требаше веднаш да се оди на брзи избори со распуштање на собранието, меѓутоа тој момент се испушти. Мислам дека до тогаш ќе има неколку утешни награди, како што е приемат во НАТО, веројатно ако помине ратификацијата во шпанскиот парламент. И тоа ќе го искористат овие спинери на владеачката партија како демек се движиме во прав пат. Ќе им донесе плюс неколку гласа, но целата слика ќе биде дебакл и пасокизација на владеачката партија и мислам дека ЗАЕВ ќе замине во заслужена политичка пензија после сето зло кое го нанесе со Преспанскиот договор. Тоа е блеф политички на владеачката партија. Тие да сакаат до сега ќе го воведеа, имаат 3,5 години да го воведат тој модел, така што бидејќи големите партии губат 3 до 4 пратеника од старт, тие никогаш нема да го променат моделот, се додека веројатно не им запрети некоја препорака од ЕУ па да така го сменат, но ние веќе учествувавме на ваков изборен модел. Историски гледано веќе има примери и со постоечкиот изборен модел кој е убиствен за малите партии. Дури хипотетички вие можете да освоите и 30 и 40 илјади гласа а да немате пратеник, што е нонсенс, затоа што во секоја изборна единица ви треба по минимум 8-9 илјади концентрирани гласови за да ги освоите барем носителот на листа да влезе. Така што овој модел нема да биде променет и ние сме спремни и по овој модел да учествуваме и да освоиме пратеник. Кои се реалните очекувања? Реалните очекувања со оглед на интерните анкети кои што процуруваат информации, сега во моментов левица е околу 4% реална тежина. Тоа значи дека тоа е во бројка преточено е 50.000 гласови. Ако споредите на минатите избори, левица освои 13.000, така што ние сме задоволни, но не заборавајте дека тек допрва почнува кампањата, ние се надеваме на зголемување на тој скор и мое лично мислење е дека барем носителите од КЕЦ до петка изборна единица имаат реални шанси да влезат во парламент и со тоа би имале пратеничка група од 5 пратеника.